Почитуван министер, почитувани колеги пратеници. Денес пред нас е буџетот за 2015 година. Тоа е основниот инструмент за спроведување на економската политика. Јавните финансии се клучниот сегмент на секоја национална економија за благосостојбата на нејзиното население, а фискалната стабилност и одржливост се неопходни фактори за развој како на националната, така и на глобалната економија. Предложениот буџет е зголемен за наредната година, тој е развоен, равномерен со зголемен раст кај капиталните инвестиции, меѓутоа и кај платите, пензиите, социјалната помош во образованието, здравството, земјоделието, културата, спортот. Токму во овој дел може ќе биде и мојот акцент на говорот, ќе се задржам за спортот. Меѓутоа би сакал да кажам во односи на регионот од кај што идам и тука да спомнам неколку работи. Неколку пати беше спомнувано што се прави за регионите, што се во тој правец. И би сакал да кажам дека Штип и регионот, односно изборната единица 3 од кај што идам, во овој изменет период, и сега понатаму како што се проекциите на буџетот и на владата за тој дел, се гледа дека максимално се вложува во тој дел и ќе кажам неколку моменти со што ќе аргументирам дека е така. Во почетокот би сакал да спомнам дека можеби најважната работа во сето тоа е Универзитетот Гоце Делчев, кој во континуитет веќе повеќе години дава високи големи резултати и со својот развој мислам дека ќе одигра клучна улога во развојот на овој регион, односно образованието како сегмент во кој владата се фокусира и прави огромни напори во овој дел, мислам дека ќе допринесе за развој на овој регион. Исто така индустријската зона морам да ја потенцирам, која понатаму продолжува да привлекува внимание кај странските инвеститори и тука исто така сакам да кажам дека со текот на времето ќе биде многу важен дел во развојот на овој регион. Хидросистемот Зетовица, кој опфаќа неколку општини и ќе биде гарант за развој на да речеме на овие општини и за водоснабдување. И исто така би го спомнал да речеме сега, новиот момент, а тоа се автопатот Штип-Миладиновци, меѓутоа и брзиот пат Кадрифаково-Велес. Значи, на некој начин со трафостаницата исто така во близината на Штип, меѓутоа и со намерата да се воведе гасификација во овој регион, исто така, значи, се кажува на кој начин владата на Република Македонија се грижи и што значат овие проекти за Штип и Штипскиот регион. Така да јас мислам дека за кратко време, бидејќи не може се одеднаш така да почне да се секоја работа не може да дава толку брзо резултати, јас верам дека овие проекти ќе дадат неверојатно многу силни резултати и дават веќе во овој период, меѓутоа уште понатаму посилни резултати како за задржување на нашите млади во регионот кај што постои, меѓутоа и таа миграција што спомна колешката Вировиќ во однос на помалите места до Скопје. Мислам дека веќе сега во еден друг правец ќе се движи обратна едно движење на населението, туку едноставно луѓето ќе идат во овој регион каде што сметам дека ќе дава благосостојба за сите кои што живеат таму. Како што реков, ќе се фокусирам на спортот, бидејќи идемо таму, сметам дека сакам да кажам што се случува и кои се проектите понатаму со кои ќе се владата планира во овој период да ги спроведе. Јас би сакал да кажам дека во овој период некаде околу 500 спортски објекти, значи се изградени, се градат или ќе се доградат во овој период до 2018 година. Јас ќе го поткрепам тоа со што дека со првиот проект тоа се спортските сали, некаде околу 32 се веќе изградени, 3 се во фаза на градба и 6 се планира да се изградат во овој период. Спортски сали исто така се покрај тоа што се градат нови спортски сали, се реконструират и постоечките спортски сали, значи веќе имаме 2 реконструирани, уште 2 планираат да се реконструират. Има изградба на 50 фудбалски игралишта, 49 се готови, останува уште игралиштето во Зајас, каде што е во завршна фаза, така да овој проект веќе скоро се финализира. Имаме изградба на фудбалски игралишта, тоа е со помошници тука, значи со општините пред се, локална самоуправа, меѓутоа во еден проект Хетрик програма, која се вложување преку УЕФА и преку Фудбалската федерација на Македонија, тоа е со терени, значи вештачка треба. Така да на некој начин имаме збогатување на тие спортски содржини. Едно такво игралиште имаме во Штип за среќа на нашите спортисти. Меѓутоа би сакал да напоменам тука и за изградба на 120 тениски игралишта.
Значи огромно едно вложување во тој дел. Во моментот се изградени 39, 26 се во фаза на градба, меѓутоа некаде од 2014-2016 веќе се планира да се изградат 39 и 2016-2018 уште 16 такви тениски игралишта, во кој дел го вклучува и Штип со 4 тениски игралишта. Меѓутоа јас би спомнал за Штип, меѓутоа и како регион ги има и на друго место, да не го оптоварувам времето, верувам дека другите колеги ќе го спомнат тоа, повеќе ќе се задржам на Штип и на објекти Штип и Карвенци. Исто така би сакал да ги напоменам и 100 повеќенаменски игралишта. Исто така многу важни во делот на развојот на спортот. 41 се изградени веќе, 13 во фаза на градба, 42 се во план на градба 2014-2018 година. Исто така имаме и други спортски терени како вештачка карпа, значи спортски полигон, повеќенаменски игралишта за ракомет, одбојка и мал фудбал на песок, тоа ќе бидат во Струга и Охрид, најсоодветно бидејќи таму е можноста да се надпреваруваат во летниот период. Исто така имаме санација и адаптација на 7 игралишта, на 7 спортски игралишта. Така да во тој дел владата на Република Македонија, Агенцијата за млади спорт апсолутно многу вложува и јас ме радува тој податок, бидејќи се повеќе деца се вклучуваат во спортските активности. Меѓутоа би сакал да кажам дека покрај Агенцијата за млади спорт од владата на Република Македонија, тука и Министерството за образование преку проектот на училишни спортски сали 145, исто така е многу важно, бидејќи тоа се сали, во моментот се 39 изградени, 26 се изградени во овој период, значи во 2011-2014 година, и веќе во наредниот период исто така се предвидуваат поголем дел на градби во тој дел. Тоа се тие сали на кои нема трибини, меѓутоа се многу важни во функција на училиштата, каде што за можност за повеќе деца да се вклучат во спортскиот развој. Инаку да ви кажам дека досега немаше толку спортски сали, јас верувам дека со ова ќе се обрне вниманието кај децата и можност едноставно да има што повеќе спортски содржини. Би сакал да напоменам и со посебна гордост го кажувам тоа, бидејќи во наредната година се планира, значи, изградба на нов објект на Факултет за физичка култура, односно сега Факултет за образование, спорт и здравје, бидејќи од таму потекнува, мислам дека тоа е добро решение, едноставно да се направи нов објект со нови спортски сали, каде што ќе има можност туку уште повеќе да се едуцират кадри во тој дел. Јас би сакал да напоменам дека покрај инфраструктурата што ја вложува владата на Република Македонија, што намерата да вложи во инфраструктура, каде што е основна работа за развој и занимавање со спортот, меѓутоа и многуте законски решенија исто така допринесуваат за развој на спортот. Јас би споменал и тука неколку можности што ги понуди владата, односно Агенцијата за млади спорт, а тоа е преку значи тие стипендии за млади спортисти. Значи во моментов млади спортисти до 20 години можат им се обезбедени 500 стипендии, они што ќе покажат во одредена спортска дисциплина, одреден квалитет. Исто така би сакал да напоменам дека за секој меѓународен успех на европски и светски првенства, спортистите може да добијат, значи да се категоризираат во меѓународна или светска категорија и за тоа да добиват една или две просечни плати во зависност дали имат меѓународна или светска категорија за спортисти. Во делот на масовноста или можноста за згрижување на децата од социјална ралева категорија, а тоа е спортско лето Струга, кој се организира секоја година, и ова година, значи, се планира да продефилират, односно да им се даде простор, но не дечи некои што нема да можат, а тоа се некаде околу 2000 на број, за едноставно да учествуваат во еден таков настан. Тука исто така еден голем настан кој наредната година во месец мај треба да се одржи, тоа е националниот крос, кој треба да ги собере скоро голем, значи огромен број на дечиња од цела Македонија, кој се одржи на кејот на Вардар, а како што гледаме дека и таму веќе имаме и така многу спортски содржини кои на некој начин го привлекуваат вниманието и дават простор за физичка активност на сите возрастни категории на луѓе. Би сакал да напоменам дека покрај, значи, ова и поддршката финансиска за федерацијата и понатаму ќе обстои. Значи Македонија некаде во моментов има 57, мислечини 58 спортски федерации и тука е многу тешко, бидејќи секој си го бара своето место, секој си ги бара своите средства, така да на некој начин владата, Агенцијата за млади спорт се труди колку може максимално во тој дел да
да биде да овозможи на сите спортски федерации подеднакво во тој дел да добијат средства како би можеле да учествуваат како на домашните, така и на меѓународните спортски надпревари. Тука би напоменал дека со помош на Агенцијата за млади спорт, исто така со нејзина помош, ќе се организираат и меѓународни традиционални турнири кои ги имаме секоја година. Тоа се македонскиот бисер, турнир во борење, златен гонг, турнир во бокс, шампионскиот скијачки куп, избор на спортист на годината, кој е исто така многу важен. И мислам дека на некој начин тука е заокружување на една годишна работа и тука се класифицираат оние што постигнале најдобри резултати во тој дел. Би сакал да ја напоменем и наградата 8 септември, која исто така секоја година се доделува, а тука е за тренери, спортски работници, луѓе кои на некој начин вложиле во спортот својата работа, бидејќи во претходните закони кои е предвидено се дават награди и, забравив да кажам, спортските пензии, кои се така на оние кои постигнуваат големи резултати и се овозможуваат спортски пензии. Така да со ова награда 8 септември посебно сме горди на неа како спортисти, бидејќи успеавме некако да бидеме дел од еден од најголемите празници на Македонија, 8 септември, да падне честа токму на тој ден да се доделува таа награда, што мислам дека треба да ја почитуваат и спортистите, бидејќи на тој начин е дадена. Јас во тој дел би сакал да заокружам во делот на спортот, реков дека и тука ќе биде фокусот, бидејќи еден од начини да се изгради здрава млада генерација, е спортската активност, односно вложувањето во спортот, затоа сметам дека треба да бидат уште поголеми да се помогне во тој дел и ова што се прави со овие спортски објекти, како што реков, некаде околу 500, колку што ги изборев дека се изградени во фаза на градба или ќе се градат, е револуција во спортот. И мислам дека досега такво нешто немало. Јас верувам дека понатаму вложувањата во овој дел ќе бидат уште поголеми, за да можеме да изградиме, како што реков, една здрава и силна спортска нација, здрава младина, која понатаму ќе може едноставно само да се грижи за себе. Меѓутоа, како за на крај, би сакал да кажам, бидејќи идам од Штип, тука исто така се предвидени неколку проекти кои се многу важни за овој дел. Пред себе ја спомнал клиничката болница, рековме гасификацијата исто така го опфаќа и овој регион, изградба на далноводот од Мепсто Штип Ниш, што значи буквално влада да се грижи во секој сегмент на живењето. Би сакал да напоменам дека ќе се гради и спортска сала во населбата Баби во рамките на основното училиште Славејко Арсов, меѓутоа и во соработка со Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој ќе се изградат патишта до 6 села на територијата на општина Штип, вклучувајќи ги и проектите што ги прават градоначелниците на Штип и на Карвинци со вложувањата од сопствени средства, со помош од владата. Мислам дека на некој начин овој регион, па и Штип и Карвинци, заликуваат веќе на една друга средина. Јас верувам дека сите овие проекти ќе бидат во функција на граѓаните и само единствено така можеме да се грижиме за развојот и благосостојбата на граѓаните. Благодарам.